Ќе ги руши, Ќе го руши Рингиш. Па, градежниот инспектор, знаеш кога може да го сруши? Во октомври. Зашто тоа е рокот кога Не. И па, затоа што 8 акти треба да издадеме пред да го закажеме рушење. Предупредување, Па, тоа, знаеш како. Ти си предупредување. знал Дај, за- молим те трнице, он ќе се Како он заврши на стража, сезона. стои, стао сам, кој иде, Кучковка на Магаре, што носи, сомун за Скупштину, Магаре напред, Кучковка стои. што се случува со оној циркусот или што? Кај Даве стварно таму монтираат, прават, си наместија реквизити. Забавен парк, како се вика. Циркус направија, никој не е надлежен за тоа. Побарали. Си дојде, си стаи, никому ништо. Па, тој циркус покажува каква држава имате македонци. Циркус? Тексас држава. Добро, треба вајда да има некакви сертификати, треба нешто и со стандарди да е безбедносни сертификати, некој има тоа. Кој му да дозвола, например, на таа лива. Таа лива, да мислам, се користи за хеликоптери да слетуваат. Таа за ливада војна. е на Свето Јаневски. И Свето Јаневски му дал согласност да го постави рингишпилот, сега Свето Јаневски му е повлекол дозволата. Значи скроз, како партизан. Десант на дрвар. Ринг, динг, партизаните дошле тука. Усвари германците се, со подобранци. Од нигде никаде Рингиш. Рингиш паља. Чек се. Бурдуш се огледале, Бурдуш која Да. ќе се качи на рингишпилот, ама овој се успал што е за рингишпилот Што е и се плаца на врати. Свето Јаневски не му дава дозвола, ама овој си Му става. дал па му ја земал Свето Јаневски, да. А она што е интересно, градот Скопје го поднел барање за согласност во градот Скопје, бидејќи се наоѓа на 2 булевара. Да, на 2 Второ, за ние во закон немаме за тоа, за ринги шпили за таква работа. И евентуално под урбана опрема да се српски ќе кажем да се сврста Да спадне. одобри. да влезе во делот на урбана опрема. Градот Скопје не ги одбива, него вика не сме надлежни, само толку не сме надлежни. Ако е И тој си надлежен, ги поставува. сите се, не? Нисам одавде тоа би било. Да, и ајде, излезе МВР на лице место, излезе и тоа на моје инсистирање. Излезе и пазарна инспекција, управа за приходи и градежен инспектор на општина Карпуш. И И па сите креваат раменици кад градежен инспектор. Што ги прави градежниот инспектор на општина Карпуш? ќе ги руши, Ќе го руши Рингиш. Па, градежниот инспектор, знаеш кога може да го сруши? Во октомври. Зашто тоа е рокот кога Не. И па, затоа што 8 акти треба да издадеме пред да го закажеме рушење. Предупредување, Па, тоа, знаеш како. Ти си предупредување. знал Дај, за- молим те трнице, он ќе се Како он заврши на стража, сезона. стои, стао сам, кој иде, Кучковка на Магаре, што носи, сомун за Скупштину, Магаре напред, Кучковка стои. Ето, сите тие команди треба да ги издадеш. А он еве дошол пази, со 3 адвоката дошол господинот и никаков факт не примил. А полиција не врши интервенција ако некој од актите ги нема примена странката. Значи, ова е организиран криминал пар екселанс. Ни фискал има, ни бутруси се поставува, си работи, се прават сите други институции ненадлежни, за да ја префила топката на институцијата која што знаат дека не може да го сруши. Он ќе си ја заврши работава летово и ќе си отиде, ние тоа ќе дојдеме да го сруши. И умеѓу време не ти прима акти, а проверивме седиштето му е во чаир или во бутел во џунгла Пушти да видиме кај. во една шупа, Канцелариите на напуштена, циркусот. да ги видите канцелариите на улица, како се викаше улицата, некој сега ќе ви кажам како се вика улицата. А овие канцеларии се Дубај. Една Ајде. Тесла. Тесла Македонија. А? Тесла Македонија. Елон Маск. Леле. Гледате кај му се канцелариите? Македонија. Ова е државата што СДСМ и ВМРО е прават. Ова.
Ево е. И овој ви е фаца. Ова е сликано 25, значи 22.5.24. Сега е сликано. На улица Мехмет Гега број 2А. Фирмава, седиштето на фирмава. Седиштето на Фирмата која што става... Мехмет Гега број 2А, еве гледате што е ова. Аха. Ова е сериозна Ова фирма. нема ни у Белград. Ова е Инвеститор сериозна сериозен. фирма, Ај, пушти ја другата слика. ова ми личи на Амазон. Многу Сарајвер. јако. Да. Сериозна компанија ова. Сериозна компанија, се гледа. Ја добив само едната, другата не ми отвараше. Добро. Веројатно е истото. Сериозна фирма, сварно. Да, ова е... И никој ништо Ова не е е зелена уможа на фирма, човеков. во суштина. Молим? Никој ништо не е уможа на човеков. Никој ништо. Ај сега, ке се јавили да каже кој во оваа држава го направи тој закон да тебе 8 правни акти да му издадеш за да го струшиш. Он прави диво градба, ти треба да го наоѓаш, он не прима, он се крие. Морал да го прими. Актот имал право на жалба човекот, имал људски права. Место да ти идеш так на лепницата, Добро, да не си дай Боже, дојдеш шо тогаш и правиме- тогаш, шо што тој правиме ден ако нема, наредно доаѓаш, рушиш какви жалби, какви бакрачи. Проверуваш во документација, на таа парцела нема издадено одобрение за градба, рушиш, чао, завршена работа. Каква жалба, какви бакрачи. Добро, еве у ситуација, што правиме? Се прашала ли оваа држава, што правиме сега ако овој, например, во тој циркус таму, некој, не дај Боже, се повреди или нешто потрагично, не дај Боже, се случи, што правиме, то кој е одговорен тогаш? Не знам. Тогаш гробарите во Бутел ќе бидат надлежни. Не, то, они ќе бидат надлежни, ама кој ќе биде Надлежни, одговорен? Да. А кој да биде одговорен? Ај кажи ми. Ја водам милиони ја водат оваа држава. Шо глупак треба си да направиш ваков закон? Бога ми квалитетен. А? Што талент треба да си? Да. Еве, кој го правил, јавно викам дека е глупак пар екселанс. Како може тој, како може ти... Еве, ајде да прашаме. Ако фатиме некој во криволов, еве, нека ми каже полицијата ако фати некој во криволов. Исто го му пишува овакво, го предупредува, па уште еднаш, па 8 пути. Пред да го приведат, пред да му поднесат кривична пријава. Значи, ние за било кој диво градба, зашто треба да го молиме било кого? Го повикуваш да дојде, да приме записник, не приме, огласуваш на огласна табла, закажуваш рушење, чао, проверка правиш на таа парцела, градежна парцела, нема издадено никакво одобрение за градба, чао, завршена работа. Ова вака терат на државни земјишта, нема што сакат си прават. Тексас. Не знам, а сега веќе се дислоцира паркот? Не бе си продолжува да имаме ние чувство дека он чека некоја согласност од негде. Мислам дека фискална каса сме чека и да почне да се изработи, да се издава фискални сметки. Ајде видиме управа за приходи или било кој ќе му и да фискална сметка да видиме. Страшна работа. Лае Шарко, ама и апе. Да ви затворија врата да стварно Прозорот. и прозорот, да. The window. Добро, вие бевте први кои што реагиравте како институција. Јас од тоа што можев да го видам, имаше соопштение на општина. Да, сообщение на Да. пазарна инспекција иде, ти за добавуваш дејност, треба да исполниш услови. Имаш ли согласност од градско, било надлежна институција за добавуваш тука дејност? Немаш. Чао, завршена работа, тоа се става лента, пломба и готово. Они имат ефикасен инструмент во раце. Ние немаме ефикасен инструмент. Нас на локалната самоуправа све што ни даваат за фрканци. Јас веќе сум ви го објаснувал како да идеш на лов на крупен дивеч со воздушна пушка. Можете да замислите, 3 и кусур години се спрема нов закон
И тоа го работи Хабитат за домување, во кој треба се зголемат ингеренциите и на заедницата на станари, во кој ќе се зголемат ингеренциите на инспекцијскиот надзор за домување во општините, и 3 години законот не се става ни во парламент, ни ништо. Цело време граѓани се жалат. Тука е најобично, ќе се најде, пример, комшијата тече од озгора, купатилото, кујната тече, не сака да го поправи, ништо не го можеш, треба да одиш во суд, во судска постапка. Луѓето се жалат кај нас, ние не можеме ништо да им помогнеме, имало закон за домување, го направиле како да не го направиле. Закон за комунална инспекција, дали, колку што знам, градот Скопје го достави до транспорт и врски, зашто да не се донесе? Кој стигне кај сака фрла ѓубре, ништо не го можеш, не можеш да го легитимираш. Полиција требало да го легитимира, што да ви кажам. И како би ги искоментирале оние? Има доста експерти луѓе кои што велат Македонија има добро законодавство, ама Да. и добро законодавство, ама не се почитува. Епе како што да почитуваш? Ние го почитуваме, пишуваме, писари сме, само пишуваме. Добро законодавство. Жив ти мајка, добро законодавство. Добро, викам, предлагам да поминеме на тема она што е најактуелно. Абе не може ти ако живееш во колективна зграда, нема тука бе ти што сакаш, што не кеш, кој те прашува. Живееш во колективна зграда, има заедница на стандарди, има закон и друго. Што треба да слушаш, ќе слушаш, што треба да плакаш, ќе плакаш, што треба да почитуваш ред, куќен ред ќе почитуваш. Нема дали сакаш или не кеш. Ти може да имаш демократско право, дали некој ќе доградува, надградува, било што, да треба да бидеш прашан да има 51% согласно до стандари. Не може ти ако тече кров, тебе да те молиме дали ќе даеш пари да се поправи кровот или не се. Не може ако е запушена канализација да те молиме дали ќе даеш пари или нема да даеш. Не може ако инсталацијата на струја нечини ќе се запали цела зграда, ти дали ќе даваш или ќе се инатиш. Кај го има тоа? Значи, кога се прашање од безбедносен аспект на зграда, кој што е колективно домување, нема тука дискусија. На тој управител неговите ингеренции треба да бидат извршни. Тој зима го поправа, веројатно сите тие работи треба да ги прави со јавна набавка и потоа те задолжува, не кеш да платиш, не кеш, ке ти блокира сметка, ајде здраво. Кој сака чува мачиња, кучиња, не едно по 5, смрди, корне, комшиите не можат да живеат, никој ништо не ти може, никој не сме да ти влезе во дом без судски налог. Син ми кажува во Канада, ти вика сијалица да смениш, вика. Тие што се задолжени за зградата, со ногу врата ќе ти влезат дома. Друга уште една работа. Тие што се задолжени за зградата, имат клjuč од секој стан. Во случај на потреба, ќе ти известат дека тогаш и тогаш ќе дојдат да поправат. Ако сакаш биди дома, ако не. Они доаѓаат, 2 или 3. На крај оставаат записник, што поправале и така натаму, и доколку имаш некои забелешки. Клjuč од станот има и заедници на станар. Односно тие што се задолжени за зграда. Ти сијалица да менјаш или не знам да поправаш нешто струја, без да бидеш сертифициран, без да имаш одобрение ти да работиш струја или вода или парно, ајде. Ке те фрлат од озгора од 25 спрат. Кај смееш да помислиш. Ние збориме... Овој кои ќе земат да рушат зидови со токмаси, носечки зидови. Се жалат луѓето кај на што да им правиме, да влеземе у стан не можеме. Нема... Без судски налог не можеш да влезеш внатре. Да, носечки зидови рушат и угредите. Па на што ни се случува? На што ни се случува? Станинов прави Дивоград во Карпо 4 и ние закажуваме рушење. Он, бидејќи има лифт само директно до неговиот стан, не можеме никако да му влеземе, нема врата, нема ништо. Правиме скеле и се качуваме преку скелето горе кај него. Он се качува горе и го ниша скелето да ги бутне работниците од скелето. Полицијата доле гледа, вика, ние не можеме да се качуваме горе. Што прават работниците да се повлекуваат? Со извршите, Ова си има слушано, има снимки од ова? Во општина Карпо што се случува?
Која година ова? Тоа беше минатиот мандат. Има лифт директно у својот стан направено. И има дивоградба направено. Додавме, имаше поплаки од комши, идеме да рушиме. Не можеш да влезеш од никаде. Направивме скеле и се качивме горе. Го ниша скелето. Полицијата гледа. А не можеме ние сега се качуваме. Не знам што да кажам. Што да кажеш? Немам коментар што да кажам. Па државата во суштина ни изгледа на помалку забавен парк од овој што пробуваат да го инсталираат спроти 8 септември. Не толку забавен парк, малци и трагичен.